Владата останува 100% усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, што представува важна придобивка за нашите меѓусебни односи и за нивото на нашата посветеност кон европските вредности. Ова го изјави премиерот Христијан Мицкоски веднаш по примањето на извештајот од Европската комисија од евроамбасадорот Михалис Рокас. Иако еврокомесарката Марта Кос пред 2 дена рече дека во Македонија нема прогрес, Мицкоски вели немаме назадување. Во извештајот се нотира дека во некои области постои одреден или ограничен напредок. Конкретно нема области со назадување, а во 4 поглавја е забележан добар напредок. Во едно поглавје, слободно движење на капиталот, дури е зголемено нивото на подготовка благодарение на приклучувањето кон СЕПА и спроведувањето на мерките против перење пари и финансирање на тероризам. Комисијата ги поздравува чекорите, направени во делот на економијата. Но евроамбасадорот Михалис Рокас, иако рече дека е постигнат одреден напредок, сепак се задржа на она за кое вели дека нема напредок и дека треба да се работи за да се подобрат оценките. Тој не испушти да ја спомене и обврската за уставните измени. No progress on judicial reforms in the fight against corruption. This remains essential. These are not just benchmarks, they are the foundation for citizens' trust and for the country's European future. It will be important to overcome political divisions, accelerate pending reforms and complete the long overdue appointments. Progress on constitutional changes remains pending, but there is a real opportunity to relaunch dialogue and move ahead with this crucial commitment. По вчерашната пресконференција на преседателот на СДСМ Венко Филипче од партијата и денеска со критики вела дека ова е најлошиот извештај во кој има драстично назадување во владењето на правото, дека судството е под притисоци, борбата против корупцијата не функционира, а во економијата и земјоделството има стагнација.